Сме кај ѓубрето. Еве, спомнавте за животната средина. Ајде, сваќам нешто да, ама кај ѓубрето толку ли сме неспособни ѓубрето да се го фрлиме да барем да го исчистиме ѓубрето од контейнерите? Па јас имам една изрека. Погледни каква влада имаш, погледни какво на државно ниво, на централно ниво и погледни какви градоначалници, советници имаш на локално. Кога тие не може да се справат со ѓубрето, не може да се справат со дупките, да ги закрпат улиците, Што е толку тешко? тротоарите, не е тоа воопшто тешко. Тоа се прави многу едноставно. Тоа само треба човек да сака да работи, да се организира. Ако не знаеш како, прашај некој. Ако не мислиш дека нема случаи овде, прашај во странство како. Еден Истанбул има 20 милиони. Лос Анџелос со околината има преку 20 милиони. Како таму нема вака ѓубре по улици расфрлено? Како нема куќи на скитници? Овде куќината ќе не изедат. Не можеме да се грижиме за ѓубрето, не можеме да се грижиме да ги одржуваме улиците, тротоарите и ти зборуваш тие ќе ти водат комплицирана економија, државата ќе извадат од оваа економска криза или ќе се борат против криминалот кој што постои во судството, јавното обвинителство, полицијата. Овие се неспособни луѓе. Висока политика. Не е да е тоа висока политика, овие се луѓе кои што доаѓаат 33 години тоа не се случува, доаѓаат на власт со една единствена цел – да владеат, да се богатат, да живеат раскошен расипнички живот. Ни за Македонија, ни за економија, ни за здравство, ни за образование, ни за инфраструктура, ни за животна средина, ни за пензионерите, кои што се оставени на милост и немилост и ги лажиме со 2.500 зголемување на 6 месеци, и сега минимална пензија било 15.000. Па кој може да живее со 15.000? Цените ко растат астрономски секојдневно. Токму сега сакав да ве запрашам за пензионерите. Дали може би им се подобри животниот стандард на пензионерите? Па како му се подобри животниот стандард со 2.500 што му зголемиме во септември и сега ќе му зголемат во март? Па видете, минималната пензија беше земјоделска, да не речем 10.000 денари, а другата беше 13. 97.000 пензионери до пред 4 месеци земаа пензија, значи 97.000 земаа пензија околу 13.000 денари. А 200.000 пензионери земаа пензија помало од 22.000, значи најголемата беше во тие 200.000, 22.000. Сега со 2.500 зголемување му се зголемила минимална. Но, поентата е што цените на прехранбените производи одат нагоре. Значи, зборуваат за некоја кошничка, велигнеска, па сега новогодишна. Порака да пуштам до владата и до премиерот Мицковски. Кого лажите? Кого лажите? Сами се лажите ви. Вие сте неспособни да водите државата во правец. Вие ги молите, пазете, ги молите трговците да ги намалат цените. Тоа е исто што кажуваме ние демократи, како во лисица да ја ставиш во кокошарник и да се надеваш дека нема да ги изеде и да ги уништи кокошките. Толку е слично, значи, според вас. Па видите, па и тоа ни се случи. Тие кои објавија ќе имаме новогодишна кошничка од 15 декември до 15 јануари 2025 година, тие пред тоа месец-два се изголемија цените, пример 30-40%, па после сега наводно ги намалија 10%. Значи ние како да вртиш, сме оштетени, но тоа не е најбитно. Најбитно е што ние, ако немаме минимална пензија, пример велам, 30.000 денара на ова скапотија, па не се работи само за храната. Па пензионерите се луѓе кои што почесто се разболуваат. Па просек еден пензионер зема по 5 по 10 апчина на дено. Па да зборувам за таа и да го повикам министерот за здравство, како не му е срам да не ги стави најскапите лекови на приоритетна листа. Па знаете дека има лекови по 4, 5, 6 илјади денари месечно кои што требаат пациентите, постарите и помладите да ги земаат како терапија секој месец до крајот на нивните животи. Само еден лек. Па луѓето плаќаат по 8, по 10, па и не знам и повеќе бе.
Тоа не, како може, како не му е страм на тој министр по здравство и на владата да каже, зборувам, да каже сите овие скапи лекови ќе ги ставим на приоритетна листа. Сите лекови што се, значи, модерни, современи, со подобар ефект, со помалце негативни ефекти, а поквалитетни да се лечат, треба тие да бидат. Јас зборував со една апотекарка и вака ми вика, господине Огнедовски, ве познавам кој сте, шо сте. Земете, зборувајте на телевизија малце да ја дигнете свеста. Кај нас лековите на приоритетна листа се лекови по 15, 20, 30, 50, 100 денари. Не треба тие да бидат на приоритетна листа. Кај нас треба лекови од 4-5 илјади денари. Имате лекови за канцер, имате лекови за срце, имате лекови за се. Тие се ужасно скапи. Како ние ќе одиме напред? Со кој министер за здравство и со која влада? Вела дека лековите за канцер треба да се бесплатни и да го следува секој болен, но кога ќе се соочите со таа болест и кога ќе отидете на онкологија, ништо не е бесплатно. Сето тоа е замачкуена научи. Јас само едно да кажам, ко демократ и председател на демократи, ние во нашата програма имаме многу јасна визија што треба да се направи со здравството. Само да спомнам неколку примери. Прво, зборуваме за лековите. Ние зборуваме како демократи во Македонија мора да имаме бесплатно здравство. Може да имаме приватни ординации, болници, се разбира, здравствени установи, може да имаме паралелно како што имаме државно здравство. Но државното здравство мора да биде бесплатно. Не можете вие на пензионерите, кои што цел живот работе и плаќаат доприноси, да му барате пари. Еве, мајка ми пред да почнем ќе ви кажам, пример, плаќавме месечно по 1500-2000 денари за лекови, а пензијата му беше пред 3 години го почина 11.000 денари. Значи, нема секој син што има пари или нема секој пензионер, па и што има син или ќерка, значи здравството мора да биде бесплатно, не само за пензионерите, за сите нас. Ако треба ќе одделуваме од доприносот повеќе и се разбира тука може да се помогне кога најбогатите луѓе во Македонија ќе плаќаат повеќе данок. Ние во Македонија имаме рамен данок. Дали вие заработувате 3000 денари месечно или 3000 евра месечно или 300.000 евра месечно, вие плаќате 10% од прилика. Тоа е невозможно. Така не може да функционира нашата држава. И Европа сега вели, данокот не смее да биде за корпорациите помалку од 15%. Бидејќи ние сакаме да влеземе во Европа, ние како демократи сме проевропска и вели Европа се. Значи мора да се прилагодуваме према европските закони. Но бидејќи сме ние многу сиромашна држава, ние овие што заработуваат мала група на луѓе се тие огромна сума на пари годишно, нет профит, значи тие треба да си ги оданочиме, се разбира многу повеќе, не да биде 15, значи има скалила како тоа се прави и во зависност како заработуваш, што повеќе заработуваш, повеќе од те оданочуваат. Пример во Америка, најбогатите плаќаат 39,7% данок. Во Шведска, Норвешка, Финска плаќаат и по 60% данок. Бидејќи вие ако заработувате во Македонија 10 милиони евра и ако платите 40% данок, тоа се 4 милиони. Што е проблемот да ви останат 6 милиони? Не ви е ли доволно? А ние што заработуваме по 1000-2000 евра, ќе плаќаме 10 пример. Тоа е во ред. Значи, оттаму пари ќе може и да прибираме и се разбира да го спречиме иселувањето на младите, пак се враќаме на економијата, дека ние мора да инвестираме, мора ние, бидејќи ако никој не доаѓа овде да гради фирми, фабрики, никој не доаѓа да ни гради електроцентрали за производство на електрична енергија, ние ќе мора да земаме кредити и тие кредити да ги вложуваме во нешто што ќе ни носи профит, поточно вредност. А тоа е производство на струја, таа ќе си биде наша. Сега,
Кога овие фирми, фабрики и централи и така натаму ќе се разработат како што треба, сите тие може слободно да ги регистрираме на берзата. Ама под каков услов? Ќе ги регистрираме на берзата успешните и секој граѓанин во Македонија ќе си добие проценти и поточно акции. Не како што беше направена приватизацијата. Сега да се вратам на малце на приватизацијата. Ние повикуваме веќе 6 години да се направи ревизија на стекнатото богатство на политичарите, функционерите од 1991 година. Независно дали починали или не, тоа богатство отишло кај нивните деца, внуци и така натаму. Дали е возможно тоа? Возможно е ако демократи дојдат да ја менаџират државата. И ако овај народ нас ни даде подршка. Сигурно е возможно, ако имаме доволно пратеници. Ако и истите тие некои други партии што не гледам дека има, но во иднина, ако се креират, заеднички да направиме, за да имаме доволно пратеници и да промениме и устав, и да промениме и закони све е возможно. Зошто? Затоа што украденото богатство од државата, од народот, приватизација на фирмите направена на еден најголем, најлош криминален начин, тоа го правеше Бранко со неговите криминалци, СДС, па се разбира продолжи и ДПМН со Љупчо Ѓоргиевски. Значи, тие се луѓе кои што направија такво зло за Македонија. Тоа се вика во закону, значи злосторство према својата држава која е направена и народ, тогаш можеш да го вратиш и законот. Бидејќи све, ако одлучат 80 пратеници во собрание да се направи ревизија и од 1991 секој што украл да се одземи тоа богатство, да се конфискува од дедо предодо, не само тоа што го зел. Значи, не е битно дали некој сега денес е многу богат и има фирми, фабрики или не знам што, живе во Америка. Кај да е, мене смешно ми е, азил имал Никола Груевски, овај Артан Груби ќе бара азил и не знам кој, не знам. Прелуѓе, не азил, не ништо, би ќе ги вратиме. Господин Јорго, еден наш поранешен премиер велеше дека ќе ги врати украдените пари со бројчаник на портата. Ако не се лажам, по тоа не се случи ништо до ден денешен. До душа поблизко му беше поблизок беше до хуморот него до политиката. Што мислите вие околу тоа? Постои ли некоја таква шанса да се вратат парите и народот секојдневно да гледа колку пари се враќаат на портата? Тој господин, видите, има повеќе во наводници господини кои што доаѓаат на власт со лаги и измами. Во крвта нив му врие како да го излажат народот за да гласаат за нив. Тоа ни се случува 33 години. Нашиот измачен народ тоа го знае, гласачите го знаат. Само треба да се освестиме, се разбере, да кажеме доста е веќе и не гласаме повеќе за овие политички и криминални структури како што СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци, се разбира заеднички со нивните криминални злосторнички банди. Значи, кога зборува за бројчани, кога зборува ќе ги вратиме, ќе одиме еве сега и од ДУИ, Али Ахмети почна да зборува дека се направи ревизија на приватизацијата. Тој тоа го кажува, тоа е све окей, ама не го мисли. Знаете зошто? Затоа што нови луѓе не може повеќе да му се верува. Тие 20-30 години имаат политички партии, некои како Али Ахмети 20 и нешто години на власт и ја контролира тотално цела Македонија, бидејќи нашите политички структури, македонските, поготово политички партии како СДС, ДПМН, бидејќи се криминални партии и нивните лидери, поточно премиери, бидејќи ние секогаш имаме до сега председатели премиери од македонска страна, тие се неспособни. Кога дозволи Али Ахмети да ги контролира и да биде главен во Македонија, можете да замислите и никош да не му верувате новие луѓе или новие партии. Една работа само можам да кажам како човек, како председател на демократи.
Ние како политичка партија се формираме пред 6 години со една единствена цел, да ги промениме работите и тоа што го кажуваме да го исполниме. Зошто? Затоа што ние никогаш не сме биле порано политичари, повеќето сме некои си бизнисмени или обични граѓани кои што си сакаме државата, сме честни, не сме направиле криминали, не сме краделе, не сме биле во политика да како што претходните со децени или години да уништуваат, и ние веруваме дека тоа може да се случи и да се врати. И како ќе се врати? Бидејќи треба да се донеси закон, затоа што кажав претходно, ако е направено од страна на политичарите, од страна на претениците, кои што донесува на еден легален начин во собрание, закон или закони, и со тоа направи огромна штета, поточно злосторство врз Македонија и народо, да го оплачкаат, поточно кажано ограбат, за да ги земат богатствата, за да може да ги контролират институциите како тоа што го прават, тогаш тоа е злосторство и може да падне да се врати законот 91 да се испита цела приватизација, секој што има стекнато на еден нелегален начин и она што СДС, Бранко и другите го донесоа во собрание, да се направи плачка на народот за одредена мала група да се збогатат и да станат, денес ги викаме тие олигарси, Така. значи супер богаташи кои што преку измами и плачка го стекнаа целото богатство. Дали гледате кај оваа власт искрена желба, знаење и умење и заложба за да се справи со корупцијата, коруптивниот систем во полицијата, во судството, во обвинителството? Видете, почна со апсење. Еве еден пример ќе кажам. Од кога Арктан Груби беше ставен на црната листа на САД и од кога демократи ние почнавме да пишуваме по медиумите како што е Facebook или подкастот Демократски импулс. Последното интервју, впрочем, вие бевте тука кога правев мемует пред да побегне, дека е возможно да побегне и утре дента човекот му одувна. Сигурно, ние и тука дававме предлози што да се направи и кажувавме за ова власт. Ова власт нема стварно искрени намери, бидејќи ако има искрени намери, сега слушам ќе ги ослободувал, пази, ќе ослободувал Миле Јанакиевски, бидејќи се смета со Трајанов што беше председатело на собрание, и не уште еден човек ќе ги ослободувале, пази, ќе ги ослободувале. Може Чавков се мисли? Не, тој веќе во затвор, ќе ги ослободувале, пазете, ќе ослободувале од обвинување дека тие не се криви и нема наводно доволно државата докази дека ги организирале овие да речеме што беа конкретно случај 27 април нередите во собрание. Дали тоа треба да биде изјава на еден премиер? Дали е он судија? Нашиот премиер, мислам, не е наш на демократи, не е мој фактички, тој е премиер на тие што си го гласале и стварно направиле голема грешка. Премиерот Мицковски, тој зборува дека се бори против корупцијата, криминалот, и еве конкретниот случај ќе зборам за Васко Ковачевски од Битола, Рек Битола, дека 23 украле 6,5 милиони евро. Тоа е приказна за мали деца, бидејќи тоа е добро што се тој брка, и за 2 милиони и за 500.000 евра треба да се бркат и за помалце луѓето, но тие поточно владата треба да се фокусира на криминалците. Значи тие, замислете, ги све ќе направат за да ги заштитат нивните криминалци од партијата. Ако тие стварно мислат да се борат против корупција, криминал, зошто тогаш не се борат и против нивните луѓе од партијата? Зошто не се борат? Туку сега нормално се одат против
други како што се од Дуи Артан Груби, пазете, беше ставена црната листа и се разбира за мене не е доволно од нивна страна и не верувам дека до крај тие ќе се изборат, бидејќи тие си направи еден договор да си замени Артан Груби, како што си замина Груевски и договорот беше помеѓу СДС и Дуи, во ѓепек наводно. Едниот во ѓепек, другиот пешки, трчав. Другиот пешки, значи кога ти му дозволуваш на Артан Груби да ти замени, како може да ти замени, кога веќе ти воде некоја постапка и тоа исто беше со Груевски, значи имаш ти милиција, специјални единици кои што тебе ќе ти дозволат да се доближиш до границата. Значи тоа е затоа не верувам во овие нивни намери, покрај тоа што го убедуваат народот, премиерот Мицковски и владата ова дека се бори наводно против корупција и криминал, но не се бори доволно. Зар требаше демократи да повикат пред 2-3 недели од кои излезе Артан и пред тоа повикувавме да се гонат, да се испитат сите луѓе што се на црната листа. Тука луѓе на црната листа се Камчев, мајка му, па Мијалков, па Стефче Јакимовски и кој уште некој не, зошто тие не се гонат. Тука си се шетат слободно, кои се градоначалници, кои се големи звезди по медиуми како што се овие национални телевизии и некои подкасти. Замислете, луѓе на црната листа, луѓе кои што се осумничени, имаат некои процеси во судовите, тие се звезди. Може би пак има некој процес што не го знаеме заради тоа што од лошото искуство дека им побегна Артан и се вика пово да си молчиме, па на крај зашто ако ги гонат јавно може па да му адувнат и тие. Знаеш зошто се плашат и дали Артан, дали друг доста знаате за нив и некогаш тие соработуваат во криминал. И сега, дојде Америка, го става Артан Груби на листата, овие не може тоа да го скријат, викај ќе излегува јавно, па размислуваат добро ти и замени, негде не е битно каде, Груевски ти замени, бидејќи тие, веруваме како што кажав, соработуваат заеднички во криминалот. Затоа демократи се борат и во нашата програма имаме многу јасна програма да се уништи политичкиот криминал како најмоćна форма на криминал кој што стимулира, потикнува, поддржува стопански криминал, мито и корупција, да се уништи корупцијата нормално и да се земи, што е најважно во оваа држава, да завладее правото. Вие ако денес одите по судовите и да сте прав, ќе ве најдат крив. Денес многу суди се подкупливи за пари. Ако имаш многу пари, во конкретен случај како Мијалков и други, и Камчев и тие имат многу пари. И конкретен случај ова што беше со Артан, дека и со судијата албански кои што работеа да не биде Мијалков процесиран и осуден. Значи, ние знаеме дека за ова да го направиш треба прво пред се да си чесен. За да бидеш политичар, современ политичар, за да спасиш Македонија и овој народ и да креираш благотет од економија до се и се што во Македонија да излечиш од ова криза, треба да си пред се чесен, паметен, треба да си интелигентен и да имаш професија, да си професионалец во тоа што го работиш. А не кај нас, за жал, професијата политика ја сватија како нешто ако си градоначалник, ако си советник, ако си министер, премиер, овие се твои 5 минути шанса, тие 4 години, 8 години, колку ќе бидеш, удри, кради и плачкај. Не може и така. И благодарение на Америка, и се заблагодарувам на Соединетите Американски држави, и на State Department, но и на амбасадорката, што дознаваат, ги откриваат овие лопови, да ги кажам, кои што еден ден, кога демократи ќе менаџираат со оваа држава, ќе ги по затворат сите, но што е уште поважно, парите ќе се одземат уште од 1991 година. Ќе се конфискува, ќе се врати кај народот
И еднаш за секојаш овој народ, поготово политичарите, да знаат дека ако имаш честни политичари, тогаш државата ќе оди напред и ќе можеш да креираш функционална и правна држава.